Овој видео час се однесува на учениците од второ одделение по предметот Општество. Јас сум наставник Дијана Милошевска-Ристевски од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Македонски Брод. Пред да ви откријам зашто ќе зборувам во овој видео час, јас ќе ви поставам една гаданка. По патишта, автопати. Во секое време. Само тој секаде стои, патници и возила цело време број. Ајде да видиме што е тоа. Тоа е точно така, сообраќаен знак. Во овој видео час ќе ви зборувам за сообраќајните знаци. Од оваа слика можете да забележите дека постојат голем број на сообраќајни знаци, но ние ќе обработиме некои од нив. Што се тоа сообраќајните знаци? Сообраќајните знаци се поставени покрај патот кои ги одредуваат правилата за однесување на сите учесници во сообраќајот и мора да се почитуваат за сообраќајот да биде обезбеден за сите нас. Како изгледаат сообраќајните знаци? На сликата имаме три форми. Ајде да видиме кои се тие три форми. Првата форма ни е триаголна форма, втората форма ни е кружна форма и третата форма ни е правоаголна форма. Според овие три форми, ние ќе поделиме сообраќајните знаци во три групи. Првата група на сообраќајни знаци ќе ни бидат знаците за опасност. Овие знаци ги предупредуваат возачите на опасност. На првата слика имаме насликано деца. И овој знак има триаголна форма и ни означува внимавај деца на патот. Јас сметам дека сите вие го препознавате овој знак, бидејќи го има покрај вашите училишта, а тука возачите треба да бидат повнимателни во тој дел. Додека пак на втората слика имаме насликано велосипед во триаголна форма и овој знак ни означува внимавај велосипедисти на патот. А на третата слика имаме насликано автомобил, тим што автомобил е малце накосо и под него има искривени линии и овој знак ни означува внимавај лизгав пат. Тука возачите треба да бидат повнимателни, бидејќи во тој дел патот може да биде лизгав. Втората група на сообраќајни знаци ни се знаците за забрана или наредба. Со нив нешто се забранува или пак нешто ни се наредува. Овие знаци имаат кружна форма и првиот знак, каде што имаме насликано пешак, ни означува забрането движење на пешаци. Додека пак вториот знак, каде што имаме насликано велосипед, ни означува забрана за движење за велосипедисти. Третиот знак, каде што имаме насликано исто велосипед, но овдека е избоен со сина боичка, ни означува задолжително движење по велосипедска патека. А четвртиот знак, каде што имаме насликано пешаци и е избоен со сина боичка, ни означува задолжително движење по пешачки прем. Третата група на сообраќајни знаци ни се знаците за известување. Тука ги известуваат учесниците во сообраќај. И овие знаци можеме да забележиме дека имаат правоаголна форма. Првиот знак, каде што имаме насликано пешак, ни означува пешачки прем. И сите ние го користиме овој знак и деца и возрастни, односно се движиме по пешачки прем. Додека пак втората слика, каде што имаме насликано пешак, а тој се движи по скали надолу и ни означува подземен премин за пешаци. А на третата слика имаме насликано автобус и тој знак ни означува автобуска станица. Јас на учениците ќе им зададам една домашна задача, односно во своите тетрадки по општество да се ги прецртаат овие сообраќајни знаци и да напишат што означуваат истите. А исто така може да бидете малце креативни, да си направите некој сообраќаен знак
да користат хартија, може да користат колаж, дрвени стапчиња, подлоги и откако ќе ги изработат своите собраќајни знаци, ќе ги постават на некое видно место во нивниот дом или во вашата училница. Целта на овој час ученици ми беше да ги препознавате и именувате собраќајните знаци, но исто така преку вас, децата, да допреме до возрастните, да ги повикаме да бидат повнимателни во собрајкео, бидејќи безбедноста на децата во собрајкео зависи од нас возрастните. Благодарам и до гледање.